Јас сум Данча Зманова-Мирчевска, основач на платформата Working Mom и коосновач на креативната иницијатива Trixie Box. Ја стартував платформата Working Mom на некој начин како еден личен блог за себе. Меѓутоа не очекував дека ќе прерасне во една вирална заедница каде што многу мајки и татковци ќе ги споделуваат своите искуства, бидејќи и ќе ни дадат до знаење дека сите поминуваме низ истите подеми, низ истите падови кога станува збор за родителувањето, но едноставно сме немале до сега каде да ги кажеме тие кариерни предизвици со кои што се соочуваме. Па од тука добив и подршка, а од тука и идеја сите овие сознанија што ги стекнав преку платформата Working Mom да ги преточам во вид на интерактивни работилници за компании кои што сакат да ги поддржат, но и да вложат во своите колеги и колешки што се родители. Од друга страна пак, Trixie Box е една креативна бизнис иницијатива за креирање уникатни тематски подароци што ја создадов заедно со сестра ми Зорица. Токму ова иницијатива ја започнавме со цел да им помогнеме на малите локални бизниси, а воедно и да креираме нешто свое. А при тоа ова иницијатива е започна во 5-тиот месец од бременоста и иако сметав дека можеби самата бременост ќе ме спречи да преземам некои потфати, ризични потфати, се случи сосема спротивното. Бременоста ми беше на некој начин еден поттик, еден ветар во грб да соберам храброст, да ги направам работите за кои што одамна сум се плашала да ги направам. Секако дека имаше еден страв дека кога ќе се породам, толку многу ќе се посветам на бебето, што целосно ќе ги занимарам моите обврски околу Trixie Box. Меѓутоа, за моја огромно задоволство се случи сосема спротивното, затоа што мајчинството ми помогна да го отклучам целиот мој потенцијал што долго време сум го чувала во себе, но сум се плашела, не сум се охрабрила да го сторам тоа, па на тој начин, станувајќи мајка, ми помогна да креирам, да се инспирирам кон креирање на уште поуникатни тематски подароци со Trixie Box. За предностите на женското предприемништво би можела да зборувам од призмата на мајките предприемачи. Еве би издвоила да речеме 3 работи што како мене мајчинството ми помогна јас да бидам подобар жена предприемач. Првиот начин би бил подобро управување со времето и подобри организацијски вештини, бидејќи кога станувате мајка, вашиот мозок, сакале или не, почнува двојно, тројно поинтензивно да работи и вие треба во истиот момент да размислувате како најдобро да ги организирате обврските околу детето, своите обврски, како најдобро да ги поставите приоритетите на денот, како најдобро да искористите секоја минута од денот. И овде всушност сватив колку неколку минути, неколку секунди мир и тишина, фокусирано време каде што можам да работам, ми е навистина драгоцено, бидејќи како мајка слободното време, но и енергијата се лимитиран ресурс и еден од најважните ресурси за нас. Вториот начин на кој што мајчинството ми помогна кон подобро предприемништво би било способноста за мултитаскинг, бидејќи за кратко време морав да научам како истовремено да менувам пелени, да правам телефонски разговори, да заспивам бебе, да имам состанок на Zoom и слично. Третиот начин би бил една зголемена продуктивност која што ја почувствував на своја кожа, бидејќи самото мајчинство ми даде еден подобар фокус, една зголемена волја да терам се побрзо до мојата цел, односно ми ја избистри сликата во главата и ми ги нареди приоритетите и активностите како јас да стигнам до кариерната цел која што ја посакував. Како ете вистински ние можеме да го поддржиме женското предприемништво? Споделување на сториња, лајкови, коментари, сето тоа е навистина супер, меѓутоа од тоа ние не заработуваме. Едноставно купете од производите и услугите што ги нудат жените предприемачи. Еве на пример, за Нова година, наместо да купите подарок од некој светски познат бренд или од некоја огромна компанија, корпорација, купете подарок од мал бизнис.
бидејќи малите бизниси вложуваат многу трпение, многу љубов во она што го прават, а според мене, секој подарок што е креиран со толку љубов и толку трпение е секогаш подобар избор. Дали, например, на некој голем бренд би се сетил да стави тајна задача на дното на вашата нарачка или пак да напише персонализирано писмо до секој од своите купувачи или пак основачот на тој бренд да дојде лично до вашиот дом на адреса и да ви ја донесе нарачката. Не би рекла баш. И токму во тоа се состои убавината на женското предприемништво. Би рекла да не се трошат време и енергија, нашите најдрагоцени ресурси, на нешто што не прават срекни и што не носат поблиску до големата слика што имаме за нашиот бизнес. Јас секогаш велам, не трошете драгоцено време и енергија скролајки по социјалните медиуми, прашувајќи се зошто вие го немате тој идеален живот како што го имаат луѓето на кои што им се восхитуваат, бидејќи сите знаеме колку тоа е една огромна фарса. Наместо тоа, инспирација наоѓајте во книгите што ги читате и во разговори со луѓе што се попаметни од вас, а потоа таа инспирација преточете ја во акција. И не чекајте некој ангел инвеститор да дојде да инвестира во вашата идеја или пак да победите во некој надпревар за конечно да го отворите својот бизнес, туку едноставно започнете. Дури ако сте во 5-тиот месец од бременоста како мене или ако само што сте станале мајка, едноставно започнете. Бидејќи фактот дека имаш дете или ќе имаш дете е еден огромен мотиватор што уште повеќе ќе те поттикне да му покажеш на детето што значи да си ги оствари своите цели, своите амбиции, наместо цел живот да работи за нечии туги цели и нечии туги соништа.